Јас сум родител на трагично у изјавите починатите, а според нас родителите убиените деца. Мојот син се викаше Андреј Стојанов, работеше како програмер во АСЕКО, сегашно АСИ во Скопје, и доваѓаме сега од Кочани како оштетени, и јас и сите родители на децата кои настрагаа во катастрофата во Кочани на судско орочиште кое започнува денеска, и на самиот старт на судското орочиште наидуваме на еден голем скептицизам и разработена игра, шема на представници на адвокати и на обвинити кои манипулират на разни можни начини нашата болка уште да ја продлабочат. Ние сме направени како фигури и да, пошто нашите деца ги нема, и нас да не однема на еден начин, така кажано, за да нема никој да иде на нивните гробови. Ме чуде со која свест и кое лице адвокатите на обвинитите ќе се ситат и ќе зимат крвави пари, и со која гордост ги дават изјавите дека ова судско, како да речем, рочиште ќе трае 15-20 години. За нас 15 дена или 15 месеци се многу, више 8 месеци поминаа, а они од која основа и од која појдовна точка нивна, со разработени нивни математики, калкулации, сега ние родителите се осеќаме изманипулирани на еден начин и страхуваме дека нашата ситуација ќе испадне како ласкарци, ќе испадне како автобуса во Бугарија, како модуларна болница. А кога имавме средби со премиеро 2 и со министерот за внатрешни работи исто така 2, ни беше кажано дека случајот во Кочани е крајно што може да биде и е врх на сите криминали и лоши настани што се дешават во нашата ситуација, и мора да се направи еден рез. Пошто ако не се направи тај рез, не треба да не има нас како држава. Сега ова е еден, според нас родителите, од најважните испити за државата, пошто гледаме како мине времето, некако нас не стават у страна на забораво, они си имат место кај да одат да си плачат, нека си ги гледат гробешцата, нека си одат таму, јавноста да не ја замарат, не са више интересни, и толку се осеќаме исцрпени и омаловажени. А сега у старту, уште првиот ден, првите часови на судското рочиште, гледаме како до вчера, да кажем, што сам имал случаеви да ги гледам познати адвокати у македонската јавност, сега бранители на обвинитите, со кои разработени шеми и математики действуват и на кој начин сакат нас оштетените начисто да не уништат, нека им служи на час. Се ни униште, и сега со понашењето и со разработените математики на бранителите, адвокатите, на обвинитите, начисто покушават нас да не стават у историјата на заборава. И затоа ние потржиме и помош од Европска унија, од ОПСЕ, од ИХР, од Америчка амбасада, за да се стави стоп на ситуацијата оваа наша држава, криминал, корупција, мафија, пошто во секоја држава има мафија, ама кај нас мафијата испаѓа дека има држава. И ние сме толку скептици и разочарани уште на старту, и не знам кој да ни помага за да обстанеме во овие болни ситуации. Освен вас, новинарите, што голема благодарност до вас, и ве молам што можете од поотворено и повише да давате изјави и да ја покренувате и вие ситуацијата како еден вид помош од вас.
инсистирам и барам, пошто некако ситуацијата како мине времето се става потекнато.